Потребата е голема, целта е многу јасна. Во областа на статистика се спредуваат сијасет или голем број на статистички истражувања, кои што се со различна временска периодика, почнувајќи од неделни, месечни, тромесечни, полугодишни, годишни, со оние кои што се и повеќе годишни, меѓутоа треба да се знае и таму дека тоа учествуваат голем број на субјекти и активности кои што обезбедуваат податоци, меѓутоа тоа се врз основа не се целосниот аспект, дека тоа се преку одредени анкети, не се целосни затоа што се прибираат одреден процент на институции, односно субјекти кои што се добијат, и ја немаме целесната слика или представа за севкупните активности. Вие врз основа на некоја анкета, примери во денешно време, од она што се појавува било која институција што го прави или некоја невладина организација, на пример, ако 1000 испитаници твориме за 2 милиони народ, што би се случило утре. Според тоа останува пописот единствен извор на податоци кои што дава целосна слика за земјата. Не случајно затоа се нарекува дека од пописот произлегуваат сите останати активности. Во изминатите периоди, јас бидејќи имам учествувано во 5 пописи, од кои што во 4 речен сум директно учесник, па и како директор, помошник директор и така натаму. Значи, моето богато искуство и работно и животно го покажува дека неминовна појава која треба да се следи од сите аспекти. Податоците не се работат само за население, се работи за податоци кои што се обезбедуваат и за домаќинствата и живелиштата, односно становите. Да не говорам од она што е потребно и во самите препораки на меѓународната споредливост кои се делат по препораките кои се главни или споредни белези, така се дадени за сите земји. Главните се оние што треба да ги обезбедиме сите земји што спредуваме попис, споредните се оние кои што се за потребите на државата, од било кој аспект, дали од население, дали домаќинство и станови. Меѓутоа, последното што би било за истакнување тоа дека сите добиени податоци од пописот служат за натамошно планирање и развој на самата држава во сите сфери на живењето, бидејќи вие треба да ја знаете пред се вкупниот број население во земјата, треба да ја знаете неговата територијална разместеност, треба да знаете неговиот пол, треба да знаете неговата активност, неговата, да речам, возраст, неговото образование, неговото истакнување во најголем дел што се говори и овде не е само етничка бројка, значи не е основниот концепт да добиеме само колку сме по одредени националности. Јас проучувајќи ги сите земји, правејќи многу анализи, во најголем дел од земјите и во светот се доаѓа дека не е битно етносот, битно е државјанството во една земја, и тоа можам слободно да го говорам, бидејќи да не се обрнува внимание само на тоа. Последното беше не само на државата, од пописот се прават не проценки, се прават проекции во натамошниот период за 20, 30 или 50 години како би се одвивале сите функции на одржувањето на една земја. Во најголем дел покрај институциите во системот има еден говор дека и во самите закони во претходни пописи стоело дека најголем дел од статистичките податоци добиени со пописот ќе служат и во науката. Науката не може да твори, не може да работи без обезбедени податоци кои што се во пописот. Вие ве да прашаме едно прашање. Од територијална разместеност, јас говорам постојано и кажувам, меѓутоа не можам денеска да кажам. Постојано слушаме на емисии на телевизија од било која сфера за населените места. Во пописот 2002 година имаше 147 раселени места. Денеска не знаеме колку се. Во пописот 2002 година имаше 160 населени места до 10 жители, од кои што со 1 13, со 2 12, со 3 15. Дали се тие живи или не денеска, не може никој да говори. Значи, податоци за територијалната разместеност на ниво на населено место нема. На ниво на општина нема, на ниво на регион нема, на ниво на република нема. Проценките кои ќе се прават од година во година се врз основа на природниот период на население, наталитет, морталитет. Меѓутоа, во ни вклучуваме миграциони движења. Во миграционите движења се оние кои што се трајно иселени или било што. Меѓутоа ги немаме оние кои што привремено одат на работа во странство, на студии или било што. Тоа науката не може да го користи. Ние не знаеме точно колку сме населени во земјата од аспектот на она што го имаме и во странство. Тука се во препораките или во недоразбирањата, веројатно на толкувањата, видно ќе видиме. Бидејќи по меѓународните стандарди, методолошки објаснувања и споредбата со другите земји, ние го следиме населението во земјата.
настаните што си во земјата и во меѓупописниот период, ној наталитет, морталитет од 7 до 7 ги следиме во земјата. Меѓутоа не знаеме точно заради недоволно функционирање на институциите во системот колку наши заминуваат на надворна привремена работа. Во некој конфликт дали сме во земјата или не. За ваша информација или информацијата на моите анализи покажува следнове. За наназад 5 години само да земеме, во сферата на наталитетот, наши живородени деца во странство од година во година се зголемува. Негде околу просечно околу 500 деца се раѓаат повеќе секоја година надвор. Нашиот број на ученици во земјата се намалува и во основните и во средните училишта. За жал тоа е просечно 3 до 5.000 на ниво на држава. Тој број, меѓутоа се прашуваме од Светска банка, дали од Обединетите нации, дали некои други институции, дознаваме ли со копања на некои одредени анализи колку се заминати во странство. Тоа мора да функционираат институциите во системот. Луѓето што заминуваат да се обележуваат и да се кажуваат дека толку и толку се заминати.